На тема исхрана, на тема нешто што треба најмногу да внимаваме во овој период од годината, и некако по празниците сите сме решени некои чекори да превземеме. И сега какви треба да бидат тие чекори за нашиот организам, какво значење имаат, како се рефлектираат, се консултираме со нутриционистите. Билјана Ристовска е мој соговорник денеска, наш гостин. Добро утро. Добро утро. Се чини дека тема која што постпразнично го одбележува секоја година овој период е темата детокс. И велам, ајде да посветиме внимание да објасним убаво што е детоксот всушност за организмот. Детоксикацијата на организмот по дефиниција значи чистење на организмот од токсини. Тоа значи сите органи во нашето тело да бидат исчистени од депото на токсични материи кои што сме ги таложеле во текот на годината, месецот или на неколку дена. Некојаш знаеме многу често и во текот на неколку дена претоксични да станеме од причина што сме внели можеби некој медикамент плюс и телото треба да се прочисти, односно да се исчисти од тие токсини. За среќа нашиот организам има природен начин на детоксикација преку црниот дроб, преку дигестивниот систем, може да и преку бубрезите може да се направи природно елиминирање на токсините. Сето на друго, конвенционално чистење на организмот представува дополнително детоксицирање на телото и со самото тоа прави добар баланс на хранливите материи во организмот. За да се спроведе на детоксикација, мора да организмот биде подготвен за истото, не се спроведува по секоја цена и не во секое време кога вам ќе ви текне да се детоксицирате. Токму таа треба да ни биде темата денеска. Да. Добро, после празниците потребен е детокс? Потребен е и пред и за време на празниците, меѓутоа и после празниците. Знаете како, не може потребен е детокс. Како звучеше ова како на нашата нација е потребен детокс? Така, потребно е телото, тоа е култура на живење, детоксикацијата на телото. Ние во текот на целиот животен век треба да го детоксицираме телото, во најмала рака барем еднаш до 2 пати неделно. Значи не мора детоксот да трае. Што значи тоа еднаш до 2 пати неделно? Не мора да трае 3 недели, 3 месеци, 6 месеци. Да биде ригорозен. Ке велат, јас сум на детокс, готово 6 месеци, сега ништо не внесувам, само течна храна, само кашеста храна, нели? Сакате да кажете да имаме континуитет. А што значи тоа? Значи дека во текот на едно деноноќе треба да внесувате сирова храна, односно овош е зеленчук, жита од цели зрна, понатаму треба да внесувате доволна количина на вода за телото да биде хидрирано. Доколку е телото во добра хидратација, самото по дефолт, значи си ги исфрла токсините. Вие не може во текот на годината да пиете на 2 чаши дневно вода и кога ќе дојде времето на детоксикација да пиете 4 литри вода. Тоа е стрес. Тоа се навистина стресни состојби за нашето тело. Изли сега за празниците постпразнична детоксикација. Да, постои, меѓутоа треба да оди чекор по чекор. Не може вие до вчера сте конзумирале алкохол во одредени количини, сте конзумирале масна и сладка храна и сега од утре почнувате детоксикација каде што ќе внесувате само вода и само природно цедени сокови. Ќе се јават првите симптоми, нели, на тремор на телото, ќе ви се јават вртоглавици, ќе ви се јави малаксаност, ќе ви се јави апатија, ќе се јават летаргични состојби на нашиот ум. Значи тоа се работи кои што не треба да ги игнорираме и не треба по секоја цена да влеземе во процес на детоксикација. Детоксикацијата значи благодат за телото. Детоксикацијата значи дека ви е убаво кога сте во тој процес. Значи дека го чистите телото, меѓутоа на база на тоа создавате енергија. И само енергичен човек може добро да го детоксицира своето тело. Добро, кој е вистинскиот начин да се изведе таа детоксикација? Значи, кои се тие, се спомнуваме, нели, треба да внесувате тоа, но кои се како да одредиме кој да биде денот кога да почне таа детоксикација? Со што треба да почне детоксикацијата? Како да безболно да влеземе во тој процес, макар да биде и тоа еден ден во неделата? Така, како што напоменав, значи тоа може да биде 1 до 2 дена во неделата, вие се јадете, конзумирате храна која што се конзумирате, меѓутоа пак ќе напоменам, таа храна која што ја конзумирате во текот на неделата. Сакам да кажам тоа да не биде некоја брза храна до вечерта, доцна во вторника, од среда. Тоа сакав јас да кажам, не може вие во текот на неделата да се храните со junk food или fast food и сега утре сум на детокс. Ништо вие не сте направиле со тој детокс. Значи вие после боранија треба да имате детокс ден, после грашак треба да имате детокс ден, после риба треба да имате детокс.
Зошто? Заради од причина да го научите телото дека треба да влезе во процес на детоксикација, каде што понатаму би можеле да спроведете на пример еднонеделна детоксикација. Која што е навистина бенефит за нашето тело, значи и за физичката и за менталната благосостојба. Пракса, да речеме. Секако. Тоа треба да биде животен стил. Значи тоа не треба да ви биде стрес, кој ќе кажеме некој имате утре детокс ден или нели сум во фаза на детоксикација, тоа не значи дека некој треба да ве жали. Напротив, вие тогаш му давате благодат на вашето тело, вие тогаш сте во нека зен состојба со вашето тело физички и умствено. Сега ме подсетивте на нешто што ни е предадено од нашите баби. Петок, јас го паметам како денот кога се пости. Точно. Да, веројатно тоа е тоа што требаше да го наследи новата генерација, ама веројатно предизвикот кој што го носи новото време си го направи своето, па некако не знам колку мина го почитуваат тоа дека петок е денот кога се пости. Така, знаете како тоа е, не дека ние не сме го наследиле, меѓутоа тоа полесно е да најдеме изговор отколку причина да почнеме нешто. Јас сметам дека секој и децата, значи, треба да имаат еден ден на детоксикација. Говорам за деца на 14 годишна возраст. Зошто да не? Зошто тоа дете да не помине денеска на сирова храна? Зошто да не помине на супа подготвена во домашни услови? Зошто да не помине на кефир, киселомлечен производ? Што е само, нели? И плюс да нашите органи за дигестивниот систем, за кардиоваскуларниот систем. И сега кога сме во процес на детоксикација, морам да напоменам дека се прави голема грешка доколку не се постручен надзор во поглед на внесот на шеќер, односно јаглени хидрати во текот на едно деноноќе. И сега нели велиме ни овошје, зеленче, зеленче, и вам ви е многу лесно 2 килограми јаболка да изедете. Не сме, тоа не е детоксикација. Не, па никако не е детоксикација. Кој е правилниот избор? Која е добрата комбинација? Количина на шеќери на база на тоа, значи не чистиме, не детоксицираме, ги трошиме енергијата на храна, на енергијата во нашето тело за преработка на таа храна. Значи не секој детокс е успешен детокс. Добро, вие можеби ќе поминате цел ден на овошје и на супа, меѓутоа вие не сте го детоксицирате, не сте го детоксицирате, напротив, која е најдобрата комбинација? Значи оптималното, секој индивиду треба да знае која количина. Сакам да кажам комбинацијата на намирници, која е добрата? Ги споминавме јаболката. Да. Која е добрата комбинација? Која количина мислите на јаболка? Не, изборот на намирници. Изборот на намирници, значи може да биде овошки во текот на денот кога детоксицираме, пожелно да биде еднолично овошје. Да не ги мешаме овошките, заради тоа што е тој јаглен хидрат, ако е природен шеќер, во комбинација еден со друг, нели не синергираат добро во ден на детоксикација зборувам. Тогаш значи можеме да внесеме, ако внесуваме јаболка, детоксицираме денеска со јаболка, па утре детоксот го правиме со мандарини, па зарутре детоксот го правиме со киви. Значи, па после тоа го правиме со тиква свежа. Значи има разни комбинации на детоксикација, меѓутоа тоа мора да биде под строго нели контролирани услови. Не може вие да изедете, пак ќе се навртам, 3 килограми круши и јас сум на детоксикација. Треба се внимава повеќе на внесот на овошје во текот на денот на детоксикација или во периодот на детоксикација, отколку во внесот на зеленчук. Заради тоа што зеленчукот е пониско калоричен, заради тоа што зеленчукот изобилува со витамини, минерали, растителни влакна, кои што се повеќе потребни и нужно потребни отколку оние од овошјето. Овошјето треба да ни биде во ограничени количини. Ако за салатата велам немате лимит, за овошјето мора да се има лимит. Сега, кои се симптомите кои што не смееме да ги игнорираме, симптомите кои што укажуваат дека не е добро тоа што го правиме, а од друга страна, кои се симптомите кои што, ако велиме дека е благодат детоксот, кои се симптомите кои што го создаваат тој благодат? Симптомите кои што не смееме да ги игнорираме се на почетокот, мислам, во самиот почеток, еден ден да е детокс, може да се јави вртоглавица, може да се јави намалена концентрација, може да се јави главоболка. Сето тоа го предизвикуваме ние самите. Не од храната што е намалена во тој ден. Причината е внесот на храна во одреден временски период. Не може вие ако сте во фаза на детокс се да внесете наеднаш и да очекувате дека во текот на денот нема да ви се јаде. Например, од сабале да внесете овошје и зеленчук и не знам и киселомлечен производ и вода и сокови цедени, не може тоа така. Значи треба да имате еден распоред по кој што ќе се водите во текот на денот. Доколку се водиме по тој срцебиење не сме да се јави, не сме да се јави паника во тој ден. Значи сите тие се симптоми на кои што треба веднаш да се реагира и не може веројатно. Точно, тремор, главоболка, како што напоменав, намалена концентрација, намалена енергија во тој ден, намалено расположение
расположение. Детоксот напротив дава добро расположение, дава експанзија од енергија во нашето тело, дава свесност, дава будност, дава концентрација. Мене, например, во ден на детокс или во период на детокс, телото ми е полно со енергија. Значи, јас можам да го качам водно, а денеска да е детокс ден, можам да планинарам, да трчам, да пешачам, а денот е детокс. Меѓутоа, сето тоа е состојба на умот. Значи, ако вие во текот на животот и во текот на годините се убедите дека тоа што го правите, ама вистина го правите, не вие не се убедувате по секоја цена, дека правите нели нешто добро за вашето тело и организам, тогаш нема да има проблем во поглед на детоксикацијата. Меѓутоа, треба да направите промени мали во текот на годината, за да еден ден можете да кажете дека може да спроведете добра и квалитетна детоксикација. Немојте по секоја цена. Моја препорака е, тие термини не секојдневно ги слушаме, некако стана многу фенси. Да. Јас сум само на вода, јас сум само на сокови, јас ништо друго не правам. Верувате дека има одредена популација на луѓе кои што се измачуваат. Јас имам пациенти со кои што работам и сум работела, верувате, јас правам 40 дена детоксикација. Велам, кој ви го кажа процесот на детоксикација? Па ништо, вели, нели, овоше, зеленчук, сокови и толку. И тој процес на детоксикација може да направи пат на одредени хранливи материи во нашето тело. Може да се намалат протеините, може да се намалат нели, минералите, железото може вие да го намалите во текот на тој процес на детоксикација. Со самата детоксикација на дебелото црево, кога ние правиме, нели, додаваат самите луѓе лаксативи, се случува да ги намалиме добрите бактерии во самото дебело црево и да ни падне имуниот систем. Напротив, детоксикацијата треба да го зголеми имуниот систем. Тоа се мали ситни работи, финеси, кои што мора, верувајте, да бидат во согласност и во консултација со стручно лице. Научете се еднаш, направете на консултација еднаш, во текот на животот ќе знаете како да го детоксицирате телото. Немојте сте прочитале некаде, нели, 5 дена само на лимон, 5 дена, не знам, само сок од целер. Немојте. Тоа се, значи, инстант некои информации добиени од интернет, кои што нели, не секогаш сваќате ги здраво за готово. Споминавме дека стана тренд и дека некако многу често се слушаат детокс и најчесто е во поглед на тоа колку вода е испиено. Па ајде да го заокружиме разговорот колку вода му е потребно на организмот. Дали 3 литра вода на ден треба да се пијат, како што е, сега повторно под наводници, популарно да се слуша дека толку вода, колку повеќе, или во некои случаи го мачиш организмот, не е всушност таа количина која што му е потребна. Понекогаш баш од таа причина што немаме соодветна и точна информација, ќе слушаме некој внесувал 4 литри вода, а имал, не знам, 50 на килограми телесна маса. И се воодушевуваме, на колку вода е испил? Да, меѓутоа нашите бубрези не се воодушевени. Напротив, тие се премногу тажни. Зошто? Од причина што таа количина на вода која што ќе биде внесена во организамот, вие треба да бидете сигурни дека е абсорбирана некаде, дека се е завршила работата која што се завршила, на својата функција и дека ќе биде елиминирана од телото, а при самата елиминација ќе изврши дел од токсините. Која е дневната препорачка? Светска здравствена организација вели на 25 кг телесна маса 1 литар вода. Меѓутоа, и секој сам да пресмета. Меѓутоа, јас не се сложувам со истото. Зошто? Заради тоа што индивидуа кој што има 50 кг има 70 години можеби. И индивидуа кој што има 50 кг има 20 години. Не може да внесат иста количина на вода, односно 2 литра вода во текот на денот. Ова е на 20 години, можеби активна, има физичка активност. Па се очекува на некој 20 години да биде активна. Точно. А ова на 70 години можеби попасивна. Затоа што се очекува да биде така. Точно. Затоа секој треба според своите дневни ангажмани и активности да го определи внесот на течности во организамот, од кои што најголема количина треба да отпаднат на оние 2 атоми водород, 1 атом кислород или нели најпопуларната молекула H2O. Како да ги пресметаме? Внесот на секој индивидуално? Да. Значи тоа мора навистина со стручно лице се консултирате во поглед на вашите дневни активности, во поглед на физичката активност, на нели ангажманите кои што ги имате во текот на денот, ќе мора. Меѓутоа, секако да не сме нели под оптималното, односно да не сме под 1 до 1,5 литри вода во текот на денот. Сега кај дечињата е сосема различно, нели? Има и детенце кој што има 50 килограми, па не може да внесе 2 литра вода во текот на денот. Да. Значи тоа се навистина работи кои што можеби вака навидом изгледаат многу лесни, едноставни,
кога ние ги напоминуваме 2 литра вода на тој килограм телесна маса. И моја препорака, што има големо значење, немојте препорачаната дневна количина на вода да пиете наеднаш. Значи, ако ви е препорачено да испиете 1 литар вода во текот на денот, немојте сега да си завршите задачата наеднаш 1 литар вода. И тоа е тоа. Не може, нашите бубрези ништо повеќе од 200 до 250 милилитри не може да преработат во еден здив, ако им дарете таа количина на течност. А ние внесуваме течност и преку салатите, и преку готвената храна, и преку овошјето, и преку зеленчукот. И сето тоа треба да биде добро искалкулирано, доколку сакаме, на долги стази, телото да одговори со добар одговор, да даде позитивен одговор. Благодарам за гостувањето, затоа тука сте нутриционистите да се консултираме. Благодарам за гостувањето денеска.